Од локалната самоуправа го поздравија доаѓањето на германската компанија Маркарт, која во индустријската зона Караслари идната година ќе започне да гради фабрика. Градоначалникот Чедиев вели дека ова представува исполнување на ветувањето од изборната кампања, дека германски инвеститор во Велес ќе вработи 600 лица. Ќе произведува електронски продукции со висока технологија, како составни делови на врвни германски брендови на автомобили. Во неја ќе бидат вработени околу 600 лица. Производствениот погон ќе почне да се гради во првиот квартал на 2014 година и ќе биде со површина од 15.000 метри квадратни. Изградбата се очекува да биде завршена во првиот квартал на 2015 година, пошто ќе се започне со производството на автомобилските производи. Инвестицијата на германската компанија Маркарт е вредна 35 милиони евра. Според Чедиев, ова ќе значи многу за економскиот просперитет на градот, со оглед на тоа дека ќе се вработат високо квалификувани лица, а воедно и лица за кои ќе биде потребна доквалификација. 2/3 ќе бидат со високо образование, значи се работи за софистицирана опрема, како што се чипови и такви работи кои што се вградуваат во луксузните автомобили, како BMW и така натаму, Audi, Mercedes. Остатокот ќе бидат обучувани луѓе, интервјуата ќе почнат да се вршат уште во текот на самата изградба, на објектот, значи према оноа што беше најавено. Тренинг процесите ќе се ги изведуваат самите, така да јас мислам дека Велес сепак ќе одговори на овој предизвик што е пред нас. Сепак ни треба тука и луѓе кои што се од електроструката, од информатиката. Според велешкиот градоначалник се очекуваат уште поголеми инвестиции во индустријските зони, каде парцелите се нудат по 1 евро за метар квадратен и 5% од комуналните давачки. Една веќе се најавува за во месец март идната година, но се уште не се откриваат повеќе детали. Дали локалната власт ја организира јавната расправа во однос на нацрт буџетот за 2014 година само како проформа? Дали на локалната власт е важно мислењето на граѓаните и останатите колеги од опозицијата? Советничката група предводена од СДСМ денеска реагираше, затоа што воопшто не била информирана ниту за местото, ниту за времето на одржување на јавната расправа за нацрт буџетот. За жал, организаторот на јавната расправа за буџетот, градоначалникот на општина Велес Славчо Чедиев, и локалната власт предводена од ВМРО ДПМНЕ оваа година си дозволија да организираат јавна расправа без претходно да ги известат советниците од советничката група на Сојузот за иднината, што за нас е крајно неодговорно и нетранспарентно работење. Како повеќе, салата на општина Велес била повеќе од половина празна, присуствувале само неколку советници кои поради други причини биле во општината тој ден. Советниците и да бидат во втор план не е толку страшно, велат советниците од опозицијата, но локалната власт не смее да си дозволи да организира јавна расправа на која присуствуваат само неколку граѓани кои случајно дознале за истата. И самите советници од власта кои го изгласаа буџетот не се појавија на јавната расправа, сметаат советниците од СДСМ. Зошто ДПМНЕ не ги удостои и повика граѓаните да си го кажат нивното мислење за буџетот на општина Велес? Граѓаните треба да знаат како ќе се трошат нивните пари. Од што бега ВМРО ДПМНЕ? Дали вака би рекле проформа или ради реда организираните јавни расправи ќе им донесат нешто добро на велешани? Чедиев предлага буџет и организира јавна расправа, го нема на таа јавна расправа, а го нема ниту председателот на Советот Александар Колев. Од локалната самоуправа пак ги демантираат изјавите на опозицијата. Тврдат дека на одржувањето на јавната расправа уредно ги поканиле не само советниците предводени од СДСМ, туку и представници на местните и урбаните заедници, институции и здруженија на граѓани и фондации. Локалната власт стои на ставот дека работи транспарентно како никогаш досега. Во контекст на ова ги потенцираат секојдневните средби и состаноци на градоначалникот и председателот на Советот со представници на урбани и местни заедници. Воедно подсетуваат дека носењето на буџетот во две фази, нацрт и предлог, не е законска обврска, туку е резултат на жилба и интерес на градоначалникот и председателот на Советот за што потранспарентно работење.
Дочек за нова година локалната самоуправа нема да организира. Од опозицијата прашуваат зошто локалните власти одлучија во Велес да нема организиран дочек. Сметаат дека општина Велес прави грешка, напуштајќи го континуитетот од претходните години да им понудат и приредат организиран новогодишен дочек на своите граѓани. Голем број на Велешани, поради големата сиромаштија, нема да бидат во можност да слават во некој ресторан или кафе-бар. Голем дел од нив ќе имаат празна трпеза во своите домови. Додека со организирање на заеднички новогодишен дочек, сигурно овие луѓе би виделе вистинска прилика да излезат во централното градско подрачје и да се почувствуваат пријатно, прославувајќи ја новата година заедно со своите сограѓани. Од локалната самоуправа пак велат дека дочек оваа година нема да има, затоа што посетеноста изминатите години е многу мала, а како главна причина ги напоменаа скапите хонорари на естрадните уметници. Оваа година нема да има организиран пречек. Тоа е ставот и на општинската администрација, ставот и на советот на општина Велес. Оваа година ќе штедиме малку повеќе, тоа значи дека украсувањето ќе биде на делот сконцентрирано на градскиот парк, на младинскиот парк, таму ќе имаме посебни содржини. Од опозицијата сметаат дека со добра организација и квалитетна новогодишна промоција на Велес како град со познати естрадни ѕвезди, локалните власти би помогнале да се наполни буџетската каса на општината, а со тоа би допринеле слабата бројка на посетеност да не се повтори од минатата година. Се санира кровот на Велешката костурница. Санацијата на кровната конструкција на костурницата е повеќе од потребна, бидејќи истата прокиснува и го оштетува мозаикот во внатрешноста на објектот. Мозаикот, кој е најголем во земјава со површина од 220 метри квадратни, е дел од на Петар Мазев. Околу 10 дена се работеше на санацијата на кровот, кој представува прва фаза од целосната реконструкција на спомен костурницата. Со завршувањето на првата фаза од реконструкцијата на костурницата ќе се стопираат продорите на вода во кровот, со што ќе се заштити и мозаикот, кој почнува да се уништува од водата, која преку мали ситни отвори преку годините влегувала во кровот. Со санирањето на кровната конструкција ќе се спречи водата да навлегува во внатрешноста, а напролет е предвидено истата да се прекрие со хидроизолација за целосна заштита. Напролет треба локалната власт да го осветли објектот, како и да се инсталира видеоопрема за заштита од кратци и хортикултурно да се уреди. Спомен костурницата беше санирана во 2003 година, за што беа потрошени 100.000 евра, но по само една година кровот повторно прокисна, иако гаранцијата на изведувачките работи беше 2 години. Огромен број настапи, патувања низ цела Европа, достојно презентирање на македонската традиција и фолклор на повеќе од 4000 членови. Културно-уметничкото друштво Коле Неделковски го одбележа големиот јубилеј 35 години постоење. Во преполната сала Бели Мугри, членовите приредија вистинско уживање за бројната публика. Сите тие имаат свој придонес во развојот, популарноста на културно-уметничкото друштво, но секако оној најдобар период би можел да го истакнам, тоа е периодот од осамостојувањето на Македонија, значи после распадот на Југославија, значи од тој период културно-уметничкото друштво добива поинакви димензии во Македонија, во државата, значи, но и пошироко на поголем број фестивали локално, меѓутоа и во цела Европа. Голем е бројот на членови кои се дел од Коле Неделковски од самото формирање па до денес. Оние пак кои од лични причини престанале да бидат активни, имаат најубави спомени за годините кои ги поминале во Коле Неделковски. Љубовта кон фолклорот била единствената причина поради која и пристапиле во Коле Неделковски. Кај некои пак таа љубов се јавила по зачленувањето, но трае и денес. Ме запиша мојата на 6 годишна возраст, па така се створи љубовта со текот на вежбањето. Тоа не дека беше јас сакав па ме пуштија, туку ме пуштија па тек подоцна го засакав фолклор. Јас ги сакам сите, речиси сите, има ора кои што ми се подраги нормално, меѓутоа било што да играм, уопште не ми представува никаква тешкотија, бидејќи сите ги сакам подобро. Без љубов нема да успееш ништо да направиш, ни да патуваш, ни да обстоиш толку време активен игрорец да бидеш, ни да запознаеш нови луѓе, нели да размениш искуства. Пред се љубовта, значи и така не знам ги замислувам некако како бајка едноставно. Штета што поминаа многу брзо, што поради нели лични обврски, лични ангажмани горе доле сите се растуривме, сите си фативме по некој
свој правец кој што сме го одредиле во животот, меѓутоа во секој случај ќе останат можеби и најдрагите години во животот. Нема поубав начин човек да го исполни слободното време од оној преку игра и песна да се промовира македонската традиција, велат членовите на културно-уметничкото друштво. Бројните награди и признанија, бројните настапи и концерти говорат за квалитетот, кој Коле Неделковски со години го покажува и докажува. Во изминатата недела Велешката полиција регистрирала вкупно 3 кривични дела, и тоа тешка кражба, одземање на моторно возило и едно дело за грозување на сигурноста. Со тешката кражба одземени се пари, прехранбени производи и друго. За време на овој период регистрирани се и 7 нарушувања на јавниот ред и мир. Од нив 3 нарушувања се со физички напад, едно со меѓусебно тепање, едно со омаловажување на службено лице, превршење на работи од безбедноста, како и по едно нарушување со викање и карање на висок тон, како и држање на куќа без заштитна маска. За време на викендот во контролата во угостителските објекти за присуство на малолетници после полноќ. Во неделата пред 2 часот изутрината во кафе барот Прего затекнати се 6 малолетника кои се предадени на нивните родители, а за овој прекршок има поднесено прекршочна постапка пред надлежниот суд. Изминатата седница полициската станица за безбедност на сообраќајот на патиштата регистрирала и 3 сообраќајни несреќи, од кои една на отворен пат и 2 во населено место. Во нив едно лице се здобило со телесни повреди. За време на викендот регистрирани си една тешка кражба, одземање на моторно возило, 3 нарушувања на јавниот ред и мир и една сообраќајна несреќа.